На тема породилно отсуство, колку често работодавачите ги злоупотребуваат правата на работничките, колку поединечните успешно решени случаи во се разбира успешно решени за работничките се поттик за поголем глас. Ова утро на овие теми разговарам со Маја Атанасова, правник од Македонското здружение на млади правници. Маја, добро утро. Добро утро, Вана. Колку генерално работниците се запознаени со своите права на работното место и колку се охрабруваат да пријават повреда на законското право? Пред се ти благодарам за вака поставеното прашање, бидејќи едно е познавањето на правата, друго е охрабрувањето да се побараат таквите права. Дали работниците ги знаат во доволен обем правата, не можеме конкретно да кажеме, меѓутоа сметам дека постои известно основно познавање на некои правата, меѓутоа кога тоа доаѓа до спроведување, некако веднаш наидуваме на проблем. Започнуваме од моментот дека работникот очекувам да знае дека треба да има договор за вработување, меѓутоа многу често не ги бараат своите договори за вработување и многу често ни се случува да работникот кој што смета дека е вработен, всушност е ангажиран со договор на дело. Така што веднаш настануваат некои дополнителни прашања во однос на тоа дали на кој начин се тие права стигнати, информациите за тие права се стигнати до самите работници и колку тие навистина ги препознаваат. А второто прашање е секако колку работодавачите, на кои што тоа им е обврска, овие права навистина им ги кажуваат и објаснуваат на своите работници. Така. Зошто често има проблем со злоупотреба на тема породилно отсуство од страна на работодавачите, или можеби ќе ме коригирате, но таков печаток се добива во јавноста дека како да има некои дупки во законот што ги користат работодавачите? Во правото овие работи се малку чудни и јас ќе кажам дека сум искрено дури и задоволна што овие информации почнуваат да се пласираат во јавност. И покрај тоа што можеби изгледа ново во последниве неколку години дека тоа се случува, злоупотребата, да ја речеме, различниот третман на жените кои што се наоѓаат во бременост или во мајчинство, постоел најверојатно од секогаш. Меѓутоа сега е тоа многу повеќе видливо заради тоа што работничките ги пријавуваат ваквите проблеми и веќе ја гледаат таа неправда и таа нееднаквост што им се случува. Како настанува ова? Имаме неколку ситуации. Првата ситуација на која што многу жени, особено многу млади жени биле сведоци, е дека на интервју првото прашање што го поставуваат е дали си мажена, колку деца имаш, кога мислиш да го планираш семејството и колку деца мислиш да родиш. И покрај тоа што е ова апсолутно забрането прашање и секогаш кога се зборува на оваа тема е тоа поттикнато и презентирано дека не смее тоа да се поставува, сепак информацијата ја добиваме дека се уште тоа се случува. Втората работа е секако договорот за вработување на определено време, што согласно закон му дава на работодавачот можност доколку не е задоволен од одреден работник или доколку не му е потребно повеќе тој работник да врши одредена работа, по престанокот на договорот, автоматски таквиот работник веќе да не биде во работен однос кај него. Ова, колку што е добро од една страна, е лошо од многу други страни, бидејќи автоматскиот пристанок значи дека без оглед на тоа дали работникот е на боледување, без оглед на тоа дали работникот е на породилно отсуство или на било каков друг начин, во моментот кога завршува договорот, работниот однос треба да престане. И сега тука останува на волјата на работодавачот да го продолжи таквиот договор, што е навистина комплицирано и сметам дека е дури премногу да се очекува дека работодавачот тоа лично сам ќе го направи, кога може да најде друга опција. Така. Последен позитивен пример на задоволена правда беше случајот со младата мајка Филимена, која што беше избркана од работа, додека беше на породилно отсуство, а парите беа парани да ги врати назад. Прашањето ми е, има ли често вакви поплаки? Поплаки кои што се однесуваат на породилно отсуство имаме доста. И повторно велам, добро е затоа што тоа значи дека работничките полека сваќаат дека имаат право да ја добијат сигурноста и дека тоа што се тие на породилно отсуство или заради тоа што се и на боледување за своите деца или заради тоа што се во поодмината бременост, не смее да представува основ да им биде престанат работниот однос, ниту пак треба да представува основ за тие да бидат поинаку третирани. Тоа што и Филимена и ред други жени во периодов пријавуваат и информираат јавноста за ова и ги преземаат сите правни чекори кои што може да ги преземат, само укажува на тоа дека овој дел од работниците се буди и конечно си ги препознава правата и ја бара својата заштита. Затоа што работниот однос и третманот на работник не е само додека си на работа. Работниот однос и третманот треба да продолжува во целиот овој период.
Како очекуваме овие работници да ја добијат својата сигурност, ако едноставно може да работи до моментот кога ќе се породи или до моментот кога ќе биде во поодмината бременост. Што се случува понатаму? И сега тука е секогаш оправданието на работодавците дека да, меѓутоа потоа ние имаме проблеми, они се често на боледување, децата нема кој да ги чува, градинките се преполни. Да, тоа е еден системски проблем, меѓутоа и работодавачите мора да сватат дека еднаквиот третман на работа значи и тие да го најдат решението како работниците ќе бидат распределени, да ги користат своите права, да ги користат своите можности, меѓутоа и при тоа да го користат правото на работа. Така. Ќе слушнеме изјавата и од Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилес, некако се добива впечаток дека најмногу загрозени права кога зборуваме и не само за породилното отсуство, туку и вкупно, нели, замајќи ги предвид сите работнички права, некако како текстилната индустрија да стои на врвот. Гласен текстилец Кристина Ампева беше вчера гостинка во Македонија наутро за конкретнава тема, еве што кажа од таму. Обичаено за приватниот сектор се смета дека бремените жени се мрзеливи или не знам, дека има штета од нив. Меѓутоа, овде ќе видиме дека она што го збориме како здружение со години веќе, дека бремените жени и жените на кои користат породилно отсуство не се заштитени со ниеден закон. Не ги штити државата, особено кога се на договори на определено време. Куп други жени кои што не сакаат да минат низ тие стресови и да докажуваат дека отказите или не продолжувањето на договорот за вработување е единствено само поради тоа што се бремени. Кристина, во една реченица, дали сите овие ситуации ќе ги поттикнат или заплашат од друга страна работодавците повеќе да ги почитуваат своите работници? Вемувам во една реченица. Не мислам не. Значи тука треба да имаме ефикасни институции, власти и државни органи кои што нели ќе се создаде закон, меѓутоа и институциите ќе ги процесуираат ваквите случаи. И дополнително треба прво да се даде заштита во самиот закон за работни односи. Да, тоа беше ставот на Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец, поврзана со оваа тема. Атанасова, имаме тука нешто да додадеме на ова што го кажавме во изјавата? Па не, секако Кристина е човек кој што навистина работи на терен и е еден од клучните двигатели за бројот на пријави кои што ги имаме за повреда на работно место. Навистина е свесна за тоа како се случуваат ситуациите и да, се согласуваме дека е многу битно, бидејќи кај нас е потребна промена на начинот на функционирање и промена на културата на разбирање на процесот на работни односи. Навистина е потребно да имаме чести контроли и да имаме соодветно санкционирање. Санкционирањето во одреден момент не секогаш мора да значи и казна. Може тоа да биде и образување, може тоа да биде и задолжително информирање, меѓутоа мораме да имаме одредени санкции кои што ќе му кажат на работодавачите дека е битно да го променат начинот на кој што го третираат работникот во процесот на работен однос. И медиумите тука имаме главната улога, секако кога зборуваме за кревање на гласот за овие теми, колку ваквите случаи ги охрабруваат останатите да позитивни примери да пријавуваат? Мислам дека сме сите ние еден добар тим кога станува збор за тоа, затоа што еве гледаме, повторувам уште еднаш и не ви се верува затоа што е супер дека луѓето стварно пријавуваат. И тоа пријавуваат не секогаш кога имаат директни повреди, меѓутоа и што е добро и што го поттикнуваме кога и се двоума дали има повреда или не, знаат да севат и да прашаат, добро, треба ли нешто да направиме, не ли треба да направиме, па се објаснуваме. Ако, и тоа е супер, јавувајте се, да ги објасниме работиве, затоа што на тој начин се учат. Супер е системот кога имаме медиуми кои што ги пренесуваат информациите точно, морам да потенцирам, дека е многу битно информацијата да се пренесе точно и испитано. Супер е кога има лица кои што ја имаат можноста да комуницираат со самите лица на кои што им се повредени прават и да им помогнат да го спроведат целиот процес. Добро е што се повеќе луѓе, се повеќе правници исто така се инвестираат во изучување на областа на трудово право, па имаме и адвокати што се повеќе ги разбираат овие теми, за да, она што го вели Кристина, кога ќе дојдеме на суд да ги докажуваме овие работи, работниците се чувствуваат безбедно и чувствуваат дека некој друг може да ги брани, а не мора самите да ја водат целата таа битка. Користат ли дупки во законот работодавачите кога станува збор за оваа тема? Треба ли да се поработи малку на некои нови законски измени за да се спречи тоа? Јас пак велам, треба да работиме на културата на третман на работен однос. Џабе ни се сите закони, ние само нешто правиме нови закони. Знаете, законот за работни односи, измените се во тек, се вклучуваат многу работи што мислиме дека треба да се вклучат, меѓутоа
Потребно е работодавачите ова да го сватат и потребно е да сватат дека не зависи сето ова од нивната добра волја, туку е нешто што е реално дел од општеството и како таква треба да се третира. Доколку не го применуваат работодавачите, доколку ние не го сватиме тоа како обврска, џабе ни се сите закони на светот. Зошто текстилната индустрија, тоа го кажав и кога ја најавував Кристина, барем таков печаток се добива, може и да ме коригирате, зошто токму ова индустрија и вработените таму се често на мета и најголемиот број поплаки доаѓаат од таму? Текстилната индустрија, да, меѓутоа истите оние индустрии кои што вклучуваат голем број на работници, за кои што не е потребно многу обучување, би рекла. Таму каде што има голема маса на луѓе. Зошто има многу пријави? Тука мислам дека најголемиот дел од аплаузот на вистина треба да оди во Гласен текстилец, бидејќи тие се тие кои што ја померија оваа ситуација. Тие беа оние кои што постојано ги поттикнуваа работничките, веруваа во нив и му возможува начин да стигнат до информации и да стигнат до своите права. Така што голем дел од информациите кои што ги добиваме за текстилната индустрија се потпираат на големата работа која што ја прават и пријавите кои што ги добиваат Гласен текстилец, од она што ние можеме да го видиме и што го гледаме во медиумите. И тоа е еден пример дека луѓето кога се чувствуваат заштитено, дека кога луѓето чувствуваат доверба, немаат проблем да се јават и да побараат заштита на своите права. Така. И за крај во оваа една минута, зошто е важно работникот да ги знае своите права, да потсетиме уште еднаш? Малку комплицирано прашање за краток одговор, меѓутоа чисто како резиме. Многу е битно работникот да ги знае своите права за да го знае своето место во компанијата и да знае дека не е таму по случајност, да знае дека од неговата работа зависи успехот на самата компанија и дека заради тоа што тој го инвестира својот труд во таквата компанија, треба да добие нешто за возврат. Тоа нешто не представува добра волја на неговиот работодавач, туку представува права кои што следуваат законски со законот за работни односи и овие права никој не може да ги ограничи. А за да може работникот да е свесен кои права навистина му следуваат, треба да ги знае своите права и примерно да почнеме од таму работникот да знае и постојано да си го бара договорот за вработување, да го има кај себе за да знае што всушност се договорил со работодавач.